Со пониски цени Шкода ќе ги напаѓа корејските марки, а Сеат ќе цели кон друга категорија купувачи. Во моментов групата Volkswagen брои 8 марки возила и толку многу модели што практично има за секој по нешто. Но дел од нив се преклопуваат и си пречат во продажбата, а истовремено остануваат пазарно недоволно покриени подрачја. Тоа е проблем бидејќи на Шкода се гледа како на малку поевтин Volkswagen, а на Seat пак како негова шпанска алтернатива. Тука се и корејците кои во својот поповолен однос цена понудено практично ги истиснаа од источноевропските пазари. Затоа, како што најави директорот на Volkswageновата продукт стратегија Михаел Јост, групата планира во иднина подобро да ги дефинира своите марки, односно да повлече повидлива граница меѓу нив. Така, улогата на Шкода би била ценовно да се позиционира меѓу Dacia и Kia, со што поагресивно ќе нападне на пазарите каде цената е битна. Нема да биде марка која продава ефтини автомобили, но нема повеќе ни да навлегува на територијата на Volkswagen. Тоа подразбира и дека Шкода веќе нема да нуди поскапи опции во опременоста, што на чесите нема многу да им се допадне. Затоа пак шпанците ќе бидат задоволни бидејќи сега треба да добие нов идентитет со кој ќе стане поемотивен и поскап. Дури до толку што како конкурент се спомнува Алфа Ромео, што значи дека автомобилите на шпанската компанија со цените би ги престигнале моделите на Volkswagen.